Нелегалниот таен премин ги поврзува мексиканскиот град Хуарес и американскиот град Ел Пасо во Тексас. Тунелот под реката Рио Гранде е широк малку повеќе од 1 метар и висок речиси 2 метра. Се поврзува со атмосферска канализација и е опремен со осветлување и вентилација. Покриен е со дрвени греди, како што ќе можете да видите. Има дрво за да спречи колапс. Властите веруваат дека ова подземна рута била користена за шверц на мигранти и дрога од Мексико во САД. Агентите на Американската гранична патрола во Ел Пасо го открија тунелот на 9 јануари за време на инспекција по бура и почнаа да го затвараат на северната страна на границата една недела подоцна. И мексиканските власти почнаа да го затвораат тунелот на нивна страна и велат дека бараат други. Ги изголемивме активностите за пребарување за да откриеме други тунели доколку ги има и нашето присуство ќе биде постојано. Мексиканската влада ги зголеми патролите на стратешките места во Хуарес за да спречи мигрантите да бидат заробени во тунели или да станат жртви на трговија, додека се обидуваат илегално да ја преминат границата. Нашата главна цел е да ги заштитиме мигрантите, да обезбедиме тие да не ги ризикуваат своите животи, обидувајќи се илегално да влезат во САД. Меѓутоа, по откривањето на овој тунел, ние сме фокусирани и на потрага по други тунели во областа. Истрагите се во тек, а мексиканските власти ја повторија нивната посветеност да ги затворат нелегалните рути долж границата.